На иницијатива на секторот за внатрешни работи Куманово, односно одсекот за превенција, заедно со секторот за образование при општина Куманово, денеска се одржа трибина за врсничко насилство или попознато како булинг во училиштата. Беше истакнато дека учениците мора да бидат храбри и да пријавуваат булинг, не само физичко насилство, туку и психичко. За зголемениот булинг во училиштата, стручните лица посочуваат и дека голема улога има карантиното од ковид пандемијата. Се осврнаа и на групи на социјални мрежи кои неодамна беа откриени во училишта во Куманово и на кои полицијата работи на целосно расчистување. Апелираа до родителите да ги контролираат децата што споделуваат, но и стручните служби, класните раководители, кои за време на наставата може да влијаат на нивното однесување. Нормално е дека технологијата се развива се повеќе и повеќе, се имаат учениците формирано групи, истите беа пријавени, мислам дека веќе се води и постапка во СВР Куманово, но најважно од се, како што реков, ги охрабрувам учениците да пријавуваат. Многу е тешко, веќе се навратам и како директор и како професор, да откриеш булинг затоа што жртвата не пријавува. А учениците треба да знаат со учениците додека ако го прикриваат, дека и тие стануваат веќе учесници во тоа насилство. Нормално како сектор дека сме отворени и за совет и превентивно, а и влегуваме во училиштата, совет одавно нормално, да ги појасниме на стручните служби, иако стручните служби одговорно тврдам си ја вршат својата работа, меѓутоа за да ја вршат својата работа треба да има пријава од страна на учениците. Тие две групи, како што сум информиран јас од страна на СВР Куманово, веќе се затворени. Апелирам до родителите да ги контролираат своите ученици што постираат, како постираат и така натаму, и нормално дека стручните служби за време на наставата може да влијаат на однесување на учениците и да ги контролираат заедно со оделенските наставници и нормално класните раководители. Покрај представници на институции на трибината учествуваше и психологот Дивна Јанкова, која низа години работи на теми поврзани со насилство кај учениците. Таа истакна дека родителите не смеат да изгубат комуникација со своите деца, да знаат да препознаат, но и да не дозволат да бидат жртви, бидејќи некогаш може да се предизвикаат несакани последици. Укажа и дека учениците не треба да останат неми сведоци и да поддржуваат насилство. Тие можат најмногу да помогнат на своите пријатели, да нема омраза, туку говорна разбирање, ненасилна комуникација, посочи Јанкова. Што можат родителите можат многу да приметат? Ако нивното дете гризе ногти, нервозно е, завлечено на страна постојано на мобилен, ако се однесува на социјалните мрежи, тогаш полека ќе прашаме, сега има некои мрежи што не ни се познати на нас. Добро, ако некојаш има нешто за некоја мода или било што, ај кажи ми нешто, читаш ли ти таму, дознаваш ли нешто, го ставаме на наш терен да може да соработува. Значи, полека ќе откриеме што толку те загрижи, многу важна ефикасна комуникација. Овде и сега тоа исто го говоревме. Како децата да препознаат кога некој другарче има проблем, како и наставниците тоа да го приметат, колку зависи општата култура и етосот во училиштето, како да се негува. И кажав еден пример од дома како родителот не треба и како треба со добра комуникација. Не смееме да изгубиме комуникација со нашите деца. Социјалните мрежи ни ги после ковид се повеќе ги одвлекуваат нашите деца и тоа остануваат и ноќе на тие мрежи, не знаеме во што се вклучени, ама ненаметливо, ако влегуваме да они веќе ги следиме, тогаш ќе избегат. Само полека, што се случува, тебе ти е тешко, значи со едни отворени прашања, ќе дојде момент кога самото ќе сака да ни каже. Кога навистина му е тешко и сака да сподели. Гледам нешто не се чувствуваш добро, можам ли некако да ти помогнам? Со што се справува, што се случува, некој може те навреди. Пред еден период, од нашето училиште покажав еден филм за неми сведоци, така и за социјалниот булинг, кога тоа беше филм во кој што родителите не приметуваат дека нивното дете е нервозно дома, дека напротив таткото чита новини и мајката само го вика, не иде у соба да види што се случува, додека друга мајка примети писмо, проштолно што го оставила девојчето и навреме спаси, значи, детски живот. Тука помогна и другарчиња. Многу треба да бидат свесни и да го следат детето. На трибината се апелираше и помладите да не употребуваат пиротехнички средства за предстојните празници.